Мене ми е навистина важно затоа што се среќаваме заедно со учениците, работниците и можеме да продискутираме за сите мерки кои што ги правиме се со цел да младите ни останат во државата. Мислам дека сите оние заеднички дискусии кои што ги имавме и со работодавачите, и со здруженијата на граѓани, и со синдикатите, доведоа до одредени политики кои што ги зголемија платите и ги подобруваат условите за работа. Наеднаш не може да го промениме светот, но ако се движиме со една иста динамика постојано, а тоа е чекор напред, ќе постигнеме и одлични услови и младите ќе сакаат да останат во нашата држава. За да може да имаме една квалитетна економија, едно движење, раст, развој на економијата и на компаниите, мора да имаме и стручен кадар. Обучени млади лица кои што ќе сака да дадат дел од себе во развојот на таа економија. И затоа, размислувајќи и дискутирајќи со работодавачите и синдикатите, одлучивме дека оваа мерка треба да ја насочиме токму кон младите. Млади лица до 23 години кои што веќе работат во индустрија или планираат да работат во индустрија, ќе добијат дополнителни 3000 денари на нивната плата. Со тоа што таа нема да се исплаќа преку работодавачот, туку директно на вашата индивидуална сметка преку Агенцијата за вработување. И токму затоа и директорката и дополнителната министерка за труд и социјална политика ќе ги објаснат деталите. Но многу ни е важно да не се плашите да аплицирате за овие 3000 денари. Тие се пари во буџетот насочени кон вас како млади лица. Ако веќе завршуваме средно училиште, кое што е техничко и стручно училиште, да понатаму и навистина добиеме желба да работиме во фабрика. Работењето во индустрија не е негативно. Имаше еден период во кој што се создаде една негативна слика, заради тоа што имаше одредени работодавачи можеби кои што ги прекршуваа правата. Но денеска сликата полека се менува. Гледате дека тука сме сите заедно, и организации, и работодавачи, и синдикати, и институции, се со цел да покажеме дека само преку партнерство и диалог можеме заеднички да подобриме да растат компаниите, но да растат платите и да се почитуваат работниците, затоа што без работници нема силна држава. Јас уште еднаш ви благодарам што сте со нас и посакувам да искористите мерката. Оние кои што сте тука, но пренесете и на другите дека од наредната недела преку Агенција за вработување ќе аплицираат и веднаш на своите сметки ќе ги добијат месечно тие 3000 денари за сите млади до 23 години вработени или што ќе се вработат во индустрија. Благодарам. Оно што ние сакаме и на што работиме е да имаме не само вработување на младите, туку сакаме сите вие, сите ние да имаме добро платени и квалитетни работни места и токму затоа оваа мерка е една од тие мерки што ги правиме за да имате добро платени работни места. Само ќе повторам дека аплицирањето може да започне уште од идната недела преку центрите за вработување. Директорката ќе ви каже повеќе за само барање, за самиот образец, значи многу едноставно со пополнување на еден образец ќе може да аплицирате за мерката во центарот за вработување. Значи процесирањето ќе оди бргу и веднаш значи со наредната исплата да го добиете тој месечен додаток лично на вашата сметка. Покрај месечниот додаток, значи ќе биде покриен и персоналниот данок. Значи тоа е нето износ од 3000 денари што ќе го добиете на сметка. Од идната недела повторувам, аплицирајте си во Агенцијата за вработување. Ви благодарам. Благодарам и од мене за присуството и за интересот за оваа мерка. Мене како директор на агенцијата ми е чест и задоволство што овие изминати 2 години креираме, односно владата, Министерството за труд и социјална политика заедно со своите партнери, работодавачите и останатите креираат мерки меѓу другото и за младите. Меѓу покрај практиканството, покрај обуките за напредни IT вештини и други мерки, младинската гаранција, еве од сега ќе имаме и оваа мерка, младинскиот додаток. Барањето ќе се пополнува во центарот за вработување електронски. Вие имате обврска само да понесете лична карта, сите други податоци што се однесуваат на вашиот работен однос, на фирмата, на дејноста, ќе ги превземе Агенцијата за вработување по службена должност од останатите надлежни органи, односно од Управата за јавни приходи, од Централниот регистар. Во континуитет ќе се носат решенијата, ќе се врши исплата и она што би сакала да го нагласаме дека исплатата ќе биде од 1 декември па наваму. Значи сите што ќе аплицираат ќе добијат финансиски средства и за месец декември и за месец јануари. Центарот за вработување Штип, како и останатите центри, ви стоиме на располагање за сите активности, за сите чекори. Инаку само има едно обично барање кое што вие заедно со нашиот службеник ќе го пополните, ќе добиете решение и ќе следува исплата. Ви благодарам на довербата и секогаш сме тука за вас младите.